Почитуван подпредседателе, почитувани колеги, почитувана колешка, многу пати во вашето зборување испровоциравте да ви се јавиме на реплика и најнапред ќе ви спомнам, вие во вашата програма уште пред 4 години ветувавте многу, но не реализиравте ништо во целост. Со вашиот говор бевте буквално реклама за ЗАЕВ и спомнувавте и анализи правевте 2016-2021 година. Кога ги правите анализите и споредбите, тргнете од тоа колкава била бројката, колкав бил буџетот 2016 година, 3 милиарди евра, а 2021 година имаме најголем буџет од 4,4 милиарди евра. Тргнете тогаш колкав бил јавниот буџетскиот дефицит. Таа година бил 250 милиони евра буџетскиот дефицит. Денес имаме буџетски дефицит благодарение на власта и предводникот што го фалите цело време. 753 милиони евра. И кога ги делите финансиите по народов, објаснете им како ќе ги вратиме тие 753 милиони евра. Нов начин за задолжување правите. Но ќе ве прашам, каде е таа 1 милиарда евра што претходниве години се задолживте? Сега имаме најава за нови задолжувања. Луѓе, каде ги трошите парите? Тоа објаснете го на јавноста. Продуктивен ребаланс. Со ваков буџетски дефицит, ова е се, само не е продуктивен ребаланс. Рековте, оптимизам со масовна вакцинација ширите помеѓу населението. Ја ви кажам за оптимизмов помеѓу населението што го правите. Македонија, според New York Times, е на самото дно со 3,2 вакцинирани лица на 100 жители. Македонија е на дното во Европа, објаснува и објавува Euronews, според статистика, според вакцинирање. Да не зборуваме, кога станува збор за вакцинацијата, за она фантом фирми што се појавија, па рекети се направија сегде. Но каде можевте рекет да направите, направивте. Успеавте да имате рекет 1, рекет 2, рекет 3, па успеавте сега дури и со буџетиве кои ги предлагате да правите рекет на населението со введување на нови даночни ставки. Немам време да ви објаснам за енергетските инвестиции со криминал што ги правите. Но јас нешто ќе ви кажам. Обврзувачки е да работите, да дискутираме овде, да предлагаме, да дебатираме. Но не е обврзувачки од ваша страна, почитувана колешке, да го поддржувате криминалот кој го прави вашиот лидер. Корупција, криминал и ред други работи. Благодарам.